Добре дојдовте во вестите на Слободна Македонија. Јас сум Никола Симов, а од денешните вести, кои власта не сака да ги знаете издвојуваме. Протести пред општина Центар. Се засилува отпорот против недемократската власт. Брисел во последен обид да го вразуми Груевски. По канцерогеното млеко и оловна пченица во Македонија. Топлификација уште не им ги вратила парите на граѓаните. Отпорот секојдневно протестира против недемократскиот режим и тоа пред институциите кои за жал не работат во интерес на граѓаните, туку едноставно се грижат за интересите на фамилијата и Груевски. Денес отпорашите протестираа пред општина Центар, за која кандидатот за градоначалник Андреј Жарновски истакна дека е символ за непродуктивното, неразумно трошење на парите на граѓаните. Да порачам на Груевски на владата дека на 24 март кога се одржат нивните локални избори, најголем проблем нема да биде бојкотот на служената опозиција, најголем проблем за нив ќе биде бојкотот кој што граѓаните на Центар ќе им го искажат затоа што како што кажавме, повторам на крај, тие со тој бојкот ќе кажат јасното издање, дадат јасното издање дека не се согласуваат со ова цикличко трошење на парите, не се согласуваат со овој недемократски. Отпорот на опозицијата секојдневно се проширува и добива на интензитет. Прилепчани посветено и со засилено темпо продолжуваат на страната на отпорот и со протести ги мобилизираат граѓаните во борба за, како што велат, слободата и еднината на Македонија. Вчера повеќе од 200 автомобили ги исполнија улиците во Прилеп. Колоната се движеше низ централното градско подрачје за на крајот да го блокира регионалниот пат Скопје-Битола и влезот на Прилеп. Опозиционери и корисници на социјална помош, незадоволни од термините за исплата на помошта и на субвенциите за затоплување, вчера го бойкотираа Центарот за социјални работи во Кавадарци. Во Штипу Тринава, отпорашите блокираа подрачната единица на Фондот за здравство. Во Велес, председателот на СДСМ, Бранко Црвенковски, истакна дека очекува промена на ситуацијата, а доколку тоа не се случи, тогаш опозицијата ќе ја нема на локалните избори, исто како што премиерот Груевски го нема последниве денови за да се изјасни за политичката криза. Подпредседателката на СДСМ, Ана Павловска-Данева, во Кочан истекна дека коалицијата исто така ќе организира кампања на која ќе ги убедува граѓаните на денот на гласањето да останат дома. Европската комисија и Европскиот парламент во заеднички обид да го вразумат Груевски. Утре, еврокомесарот Филе пристигнува во Скопје заедно со претседавачот на Македонија Ховит и група европратеници. Ваквата посета доаѓа после заедничкото соопштение на Европската комисија, САД и ОПСЕ. Тие констатираа дека мора да се преземат чекори за оддалечување на јавните ултиматуми, фиксните позиции и краткорочните тактики кои во целина се однесуваат на однесувањето на Никола Груевски и ВМРО-ДПМН. При контрола на граничните премини откриена е концентрација на тешки метали над дозволените граници во пченицата увезена од Србија. Во над 300 тони пченица, увезана за да се преработува во Македонија, откриени се зголемени концентрации на олово и други токсични тешки метали. Овој последен случај отвара прашање за безбедноста на храната што се користи во земјава, а надлежните не даваат информации дали е можно ваква пченица претходно веќе да влегла во Македонија. Топлификација се уште ги нема вратено парите на околу 25.000 скопјани, на кои им должи поради претплатени износи во првиот дел од грејната сезона до нова година, јавуваат медиумите. Граѓаните се вознемирени затоа што своите трансакцијски сметки ги доставиле уште пред месец и половина. Има корисници на кои компанијата треба да им враќа износи и до 6.000 или 8.000 денари. Од компанијата велат дека до сега се вратени пари на 5.000 корисници, но се смета дека станува збор за тие што имале неплатена сметка, па извршено е пребивање.